Душан Кипријановски од Основното училиште 11 октомври освои прво место во квизот на знаење за општинските основни училишта на македонски наставен јазик, организиран викендов од Општинскиот совет за превенција и Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово. Второ место освои Дарија Стефановска од Основното училиште Крсте Мисирков, а третото место му припадна на Дамјан Стојановски од браќа Миладиновци. Квизот најде на позитивен одзив, заинтересираност и упорност од страна на учениците во сите три круга на надпреварување кои има едукативен карактер. Учениците се стекнаа со нови знаења, проширувајќи ги досегашните пријателства. Победниците во квизот на знаење од организаторите добија ваучери за школски прибор, а беа доделени и благодарници на надпреварувачите во потесниот круг од финалниот квиз, соопштија од Општина Куманово. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера лишиле од слобода две лица на возраст од 24 и 18 години, информира Министерството за внатрешни работи. Според МВР, при претрес во домот на првопријавениот, извршен по судска наредба, биле пронајдени одземени марихуана и дигитална вага. По преземени дополнителни мерки било утврдено дека заеднички ја поседувале и препродавале дрогата. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ке следуваат соодветни пријави. Младинско учество, младинско информирање, работа, образование, здравје, култура, предприемништво и безбедност се темите кои се опфатени со 4-годишната локална стратегија за млади усвоена од Советот на Општина Куманово. Во незината изработка, како што посочија надлежните, учествувале секторот за превенција, младинскиот совет, младинските организации, односно Советникот за млади, основни и средни училишта. Документот е изработен врз основа на Националната стратегија за млади 2023-2030 година. Следниот чекор според дел од советниците би требало да биде изработка на акциски планови. Инаку според податоците кои беа презентирани на седница на Советот, во Куманово има околу 18.000 млади лица на возраст од 18 до 29 години. Општина Куманово е секогаш отворена за младите и активно работи за возможување на услови за младите, како што е наведено впрочем и во самата стратегија. А тоа се зголемени капитални инвестиции на локално ниво, па само до тој повеќе можности за младите. Зголемена културна програма во летен период, каде се одржуваат и настани наменети за млади, проекти за социјална инклузија на младите, зголемен степен на вработување на млади со попреченост и така натаму. Но, исто така во стратегијата е наведено дека во Куманово постои низок степен на младинско учество, младинско информирање и ниска свест за младинската работа, што јас како млада личност пред се не можам да кажам дека тоа не е така, со оглед на тоа што Куманово како град каде што според последниот попис живеат околу 18.000 млади лица на возраст од 18 до 29 години и сметам дека може многу повеќе да направи во градење на самата младинска инфраструктура, а донесувањето на локалната стратегија за млади ќе биде само еден дел од тоа. Според Законот за младинското учество и младински политики, или скратено Законот за млади, се предвидуваат и други механизми за младинско учество во процесите при донесување на одлуките на локално ниво, како што се назначување на службеникот за млади во општината, кој што треба да представува мост помеѓу младите и општината, формирање на локален младински совет, локален младински центар, канцеларија за млади, локална стратегија за млади и така натаму. Иако во Куманово постои работи, например, младинскиот центар, бевме прва општина во Македонија која што отвори канцеларија за млади, започнате процесот за креирање на локалниот младински совет. Може би единствена забелешка ми е тоа што требаше порано да се пристапи кон изготвување и донесување на самата локална стратегија за млади од проста причина што главен спроведувач на истата би требало да биде локалниот младински совет. Врз основа на локалната стратегија за млади на општина Куманово за период од 2026 до 2030 година, која имаме сите добијано пред нас, денеска ќе зборувам како млад советник и како гласот на младите.
Во овој документ јасно ни покажува едно, дека младите во Куманово не се проблем, туку системот е проблем. Во стратегијата ни стои дека младите немаме доволно учество во носење на одлуки и не сме вклучени во ниту едни до сега што сме имале донесување на стратегии, ниту со јавен повик, ниту со проширување на млади. Стои дека немаме младински совет и немаме младински хаб. Исто така и дека непотизмот и партиските вработувања ги демотивираат сите млади за да останат најпрвим во нашата општина, па потоа и во државата. Ова не го велам само јас, туку самата стратегија што ни ја доставивте. И ако младите ни се приоритет, прашањето ми е зошто го нема нивниот глас никаде и каде е одговорноста? Сами кажавте дека во документот има многу критики и констатации. Тоа само по себе кажува дека младите се вклучени во изготвување на оваа стратегија и на претходните две стратегии. Така да ние секогаш бараме критика, затоа што со критиката ќе го знаеме реалниот проблем. Со дознавање на реалниот проблем ние доваѓаме до решение, каде што веќе имаме направен план и акцијски план кој сигурно ќе почне да се изготви со изгласување на оваа стратегија. А како што кажа претходно советничката Мила, значи општина Куманово е прва општина каде што имаме младински совет, каде што имаме службеник на млади и ги имаме канцеларија на млади. Оваа стратегија е иницијатива на службеникот за млади. Претходниот состав направи финансиски импликации за да може да се изготви оваа стратегија. Затоа што за секоја стратегија е потребна финансиски импликации, затоа оваа стратегија оваа година е донесена бидејќи претходниот состав донесе финансиски рамки да се направи. Што се однесува до вашата констатација дека нема во Куманово младински совет, сами мислам треба да бидете запознаени дека сите политички партии веќе имаат свој представник во иницијативниот одбор, веќе 7 или 8 месеци и обврска на иницијативниот одбор да свикаат собрание и на тоа собрание да извештат општината, тоест нашиот сектор, дека е констатиран младински совет. Доколку тоа не биде изгласано следниот неколку месеци, советникот на млади ќе иницира уште еден јавен повик каде што ќе се направи ново тело со иницијативен одбор, бидејќи ги поменуваме законските обврски. И сами знаете дека секторот за спорт, култура, социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата секогаш изгледува пресред. За вработување конкретно, секторот од ЛЕР моментално не е тука присутен. Сами знаете дека веќе неколку фабрики се отварја. Имаме наша индустријска зона, моментално се отвара големата компанија Lidl и така натаму. Сите млади кои сакаат да работат и да се вработуваат, нормално идат преку јавните огласи што ги имаат ставено. Ние не сме биро за вработување како општина, како сектор, за да може да вработуваме. А секогаш сме излегле во пресред на сите млади кои имаат некаква потреба да ги ставиме или во некој документ или во некој проект. Имаме 4 советници, што не се случило од младите, што не се случило ни за години наназад. Значи, треба да си го искористиме потенцијалот што го имаме како советници. Имаме луѓе кои се блиски до нив, да ги вклучиме младите во локалните политики затоа што се инертни и не сака да учествуваат. И навистина Виторио е во право дека јавни дебати, дискусии, заклучоци без акција и акцијски планови ништо не вродува со плод. Може да дебатираме до утре се бави, меѓутоа ако немаме акцијски планови, ако младите не бидат вклучени, јас постојано инсистирам да дојдат кај мене да кажат што барат, како барат. Меѓутоа ајде да се тргнат оние ризици кои се однесуваат до нас. Градење на консензус во совет за прашања кои се однесуваат на младински политики. Мислам дека овдека во овој состав на совет консензус има 100%. Избор на локален младински совет согласно Законот за младинско учество и младински политики без било какви политички партиски влијанија. И тоа може да се постигне. Веќе има иницијативен одбор, ако не функционира, ве молам распишете уште еднаш јавен повик, нека се вклучат млади што мислите дека се од акција, нека си ги повикат и своите пријатели, своите другари, нека учествуваат, нека дадат свој придонес. Вклучување на младите во процес на донесување на одлуки на локално ниво.
Без младински совет може да доаѓа секоја младинска организација да бара и од нас, и од вас, и од градоначалникот да бара постојано. Меѓутоа, гласот на младите најчесто најдобро представен преку локален совет за млади. Значи, исто како ние што сме совети, тие се совети доаѓаат со предлози и барања. Зголемување на младинско информирање на локално ниво, и ова мислам дека не е доволно застапено. Се што работи општина Куманово, а работи општина Куманово, до младите не допира, затоа што тие се на различни социјални мрежи за разлика од нас повозрасните. Не гледат телевизија, не слушат радио, тие се на YouTube, на други канали, на други социјални мрежи, и еве барам помош од младите советници, некако прилагодите ги сите овие известувања што ги имате од страна на општина Куманово, правите рилсови, нешто правите за да може да допреме до младите, да ги примамиме како локална власт да учествуваат, да партиципират и да бидат заинтересирани, запознаени, да дават дополнително идеи. Во младите има многу идеи. Отварање на канцеларија за млади. Канцеларија за млади има, значи треба да ја наполниме со млади. Остварување на соработка со младински и организации за млади со цел поттикнување на заинтересираност, активација на млади. Јас една младинска организација знам, тоа е ЦИТ, со која што општина соработува. Ми кажаа дека има дополнително организации кои работат на младински теми, меѓутоа тоа не се младински организации според мене. Младински организации се организации кои се полни со млади и кои работат исклучително со млади. За мене тоа е младинска организација. Представници на општината го посетија Нови Сад по повод 1 февруари, ден на градот. Општина Куманово продолжува да ја одржува досегашната соработка и пријателските односи со Нови Сад, кои ќе донесат нови значајни проекти за доброто на граѓаните, велат надлежните. Претходниот ден по повод денот на град Врање и 148 години од ослободувањето, делегација на Советот беше во посета на збратимената општина. Подсетувајќи се на херојските подвизи и славното минато на Врање, ова беше одлична можност за одржување континуитет во долгогодишното пријателство и успешната соработка во духот на заедништвото, соопштија надлежните. Министерството за образование и наука ги информира студентите дека рокот за пријавување за правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2025-26 година трае од денеска до 5 февруари. Правото на субвенциониран студентски оброк може да го користат сите редовни студенти на додипломски студии кои имаат месечен приход помал од минималната нето плата, но и студентите запишани на постдипломски студии и на интегрирани студии на државните и на приватните универзитети во државата. Студентите кои ги исполнуваат условите, а не аплицирале досега, може да поднесат апликација електронски преку порталот услуги.mon.gov.mk, соопшти Министерството за образование и наука. Студентите на кои им било прекинато правото на субвенциониран оброк, а смета дека ги исполнуваат условите, може повторно да аплицираат. Овој рок е исто така отворен за студентите кои не аплицирале во претходните активни рокови, информира МОН. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 27 годишен кумановец и 25 годишен жител на Липковското село Ваксинце поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни супстанции и прекурзори. Според Министерството за внатрешни работи, во мај минатата година во село Слупчане полициски службеници извршиле преглед на второ пријавениот, при што кај него била пронајдена и одземена марихуана која претходно ја набавил од првопријавениот. Околу 16.000 сообраќајни прекршоци, а 74 лица лишени од слобода за безобзирно управување на возило, евидентира Министерството за внатрешни работи во текот на месец јануари годинава на патиштата низ Македонија. Од вкупно 15.943 издадени платни налози, 3.683 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Од 74 лица лишени од слобода, дури 67 лица се за возење под дејство на алкохол. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вчера вечер беше во посета на компјутерскиот центар на Безбеден град во СВР Скопје и соопшти дека во огромен број граѓаните ги почитуваат сообраќајните правила. 1.2.2026 година, негде отприлike околу 20 часот,
драстично намалување на бројката на сообраќајни прекршоци споредено со пред 2 месеци кога започнавме со тест периодот. Отприлика имаме негде од околу 500 сообраќајни прекршоци кои што се констатирани од страна на паметните камери и навистина сакам да укажеме на огромна благодарност до македонските граѓани и совесните учесници во рамки на сообраќајот заради тоа што вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500. Вие сте тие кои што ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди отприлика за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Ве честитам за сето ова со имплементирање на овој проект. И еве од првиот ден, од првите неколку сати во рамки на неговото имплементирање покажуваме дека сме можеле европските вредности да ги имплементираме во Македонија и сме можеле да покажеме еден поинаков пристап за разлика од претходно. Ви честитам од срце и сум сигурен дека во иднина со вакво однесување и со ваков начин на однос кон својата држава ќе покажеме дека навистина ги имплементираме оние европски вредности кои што ги заслужуваат македонските граѓани. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Македонија донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,77% во однос на одлуката од 26 јануари годинава. Од ноќеска на полноќ максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат: моторен бензин Евро Супер БС 95 72 денари за литар, Евро Супер БС 98 74 денари за литар, дизел горивото Евро Дизел 68 денари за литар, маслото за горење екстра лесно 67 денари за литар и мазото 33,88 денари за килограм.